Дали користиш TikTok? Да. Да. TikTok не. Да. Користам или поретко? Не користам. Да. Да. Не. Да. Да. Да, користам. Какво е твоето искуство со апликацијата? Дали си забележал содржини кои сметаш дека не треба да се достапни без дополнителна контрола? Како на секоја социјална мрежа и на TikTok има содржини што не треба да се достапни, треба да се регулира, ама пак треба да се користи, мислам. Па зависи од возраст. Пример, има некои содржини што не се баш за деца под 18, ама има, знаеш, и содржини што се за 18. Зависи што сакаш да гледаш. Мислам, мене ми е приоритет, ми излегуваат вака за медицина, некои као мода, нешто обично, не па зависи од возраст, сепак. Користам дека ми треба од мои потреби, чисто за својата кариера што пробам да изградам и онака чисто да ми помине време. Сметаш дека таму има содржини кои не треба да се достапни за деца? Па да. Па има стварно многу содржини кои не треба да се на таа апликација, особено работи што се срамотни, како работи што треба да се на свој вебсайт или на своја платформа, не што треба да се на TikTok платформа кој што многу млади луѓе користат и што има минимум, мислам, 13 години возраст за корист. Мислам, треба да се забрани таа апликација, искрено, според мене. Да, дефинитивно има некои чаленџи, така информации за деца кои не треба да бидат достапни. Да, јас сметам дека треба да биде регулиран и не треба да се објавува се што на TikTok. Дали слушна за Супермен предизвикот поради кој над 10 деца во Македонија завршува во болница, од кои 2 со скршеници и најмалото има 10 години? Што мислиш ти за ова? Да, слушнав, тоа е еден трагичен момент, каде што туку имаме една тотална негрижа од страна на родителите, бидејќи тие се на првата линија на фронтот и тие не обрнале доволно внимание на своите деца. Нормално тука секако кривината, односно е за децата. И не треба тоа да се прави дефинитивно. Тоа е мојот став. Со новиот Супермен, Спајдермен предизвика кој да се вика, мислам дека за деца е дефинитивно. Сум запознаена со темата, но мислам дека во кои размери зема зама все ова во недоглед е се пострашно. Не знам дали треба да се забрани, можеби игри од таков тип треба да се забранат, секако не можеби. Македонската партија ЛДП планира, тоест сака да ја забрани оваа социјална мрежа. Дали мислите дека треба да се забрани или пак можеби треба да се регулира? Треба да се филтрира у секој случај, сигурно има и корисни теми. Без разлика на медиумот, не треба да има ништо што е достапно до деца кои може да им влијае на некој начин. Имаше една јапонска игра со едно суштество што им доаѓаше како пријателче на деца, па потоа се самоубива исто од неодамна, така да не знам што се случи на таа тема. Не е само ова, присутни се повеќе такви хорор приказни. Не треба да се забрани, бидејќи многу бизниси го користат TikTok за промоција и пак е извор за добра содржина, но треба да се регулира. Мислиш дека оваа апликација е крива заради тоа што се случуваат инциденти или некоја друга? Па инциденти не е само на TikTok и на други апликации се трендови, до луѓето е тоа повеќе. Не е до TikTok, до апликацијата. Не сметам дека е толку штетна за да се забрани. Има доста корисна содржина. Зошто мислиш дека не треба да се забрани? Се до алгоритмот. Зависи како ќе се го навигираш ти самата. Мислам, доколку се регулира, не би требало да се укине. Само регулациите да се построги, акаунтите да се верифицират дали си 18, на некој начин некако да се спроведе. Како би било тоа, не знам, ама мислам само регулации построги, тоа е тоа. Мислам дека не треба да се забрани, ама мислам дека сепак може да се, знаеш, малце од родителите да се превземат мерки за децата, сепак они да ја кажат, тие да бидат што да ја кажат, што да гледаат. Мислам дека сепак родителите се први за тоа. Дали сметаш дека тоа може да ги спречи, да речем, овие инциденти што се случуваат, да со оглед на тоа што добиваат информации од други социјални мрежи? Мислам дека да. Па мислам дека не треба да се забрани, али дефинитивно треба малку да се регулира, бидејќи и мислам Индија и Турција и Америка имаат слични закони или сакаат да воведат слични закони за забранување на TikTok или
повеќе регулација и мислам ако они можат, зошто и ние да не можеме. Мислиш дека со тоа ќе се намалат бројот на инциденти што настануваат поради некои TikTok предизвици? Па, не сум слушнал јас околу за многу TikTok предизвици и за лоши работи што се десиле од нив, али не мислам дека е тоа главната лоша работа што може да излезе од TikTok, али дефинитивно би се смалиле тие случаи. Искрено не мислам дека ни регулација ни забрана би било правилно решение, мислам дека едукација било најправилното нешто што можеме да го направиме. Бидејќи сме во такво глобализирано време во денешнината, правилни места кај што децата можат да се едуцираат и да се даваат правилни информации би било многу подобро, бидејќи што и да забраниме ќе биде се по и по-кул за помладите генерации, па дури и за нас. Да се регулира. Дека сепак има некои работи што се информативни, што се добри. Треба да се регулира затоа што TikTok е како секоја различна медија програма. Мислам дека треба да се регулира и не треба да се забрани затоа што е забавна, има интересни контент, ама треба да се регулира дефинитивно. Која е причината за таквите инциденти што се случуваат и ако не се решаваат со забрана за TikTok, што мислиш дека би било решението според тебе? Според мене, мислам дека поради тоа што децата мислат дека тоа е кул и затоа што познати личности го прават тоа, сакаат да ги копираат и да бидат кул пред нивните другарчиња. Мислам дека најдоброто нешто што би можело да се направи со TikTok е да има возраст, регулација на возраста, мислам дека од 13 години па нагоре. Сметам дека TikTok треба да се забрани скроз, а другите социјални мрежи како Instagram, Facebook да се регулираат според закон и бидејќи децата гледаат се и сешта и тоа не е добро за понатомошниот нивен развој, така да сметам дека треба да се регулира другите социјални мрежи. Да се регулира или да се забрани? TikTok да се забрани.